Здраво, другари, здраво, криптореволуција. 5 дена ме немаше, одна паника, чуда, киднапирали го, депортирали го, воземјани ли го зема. Другари, ја мислам дека тие 400-500 луѓи ми се уникатни и дека никој канал нема такви, брат. Другари, еве, кажав ви, октомври почнува. Шо сме денеска? Прави октомври. Кој товарил магаренцето, кој сменил братче кажи го, кој сменил кафе, кој сменил цигари, кој сменил досадниот мобет од кафана, од облека, од работи кои што ништо нема да ви придонесат ако издржите една година да трупате. Таа година сме тај бул маркет и гледај, братче, гледај. 5%, 7%, ја па дека гледам 4%, 6%. Брат, дека гледам и ја не знам, чека, тоа не е watch листата. Значи, 4%, 6%, BNB виш виде 1034, брат, од, шо да кажем, Solana скоро 7%, Cardano скоро 7%, Chainlink, брат, 4, 12, 9, брат, овакви проценти на Wall Street може само да осунуват и тоа, пази, shutdown прават на владата, брат. Државата може да не дела две ќе биде така ќе живееме на живи мајка, мислам не ја они. Нашта е лесна. Ние ќе запалиме авионот и ќе си дојдеме во Македонија. Тие што се од Европа ќе си отидат во Европа, овие брат среќа Трамп да ги рестартира, ќе се радувам за нив. Бавно оде, многу му се противат, народот треба уште поголема поддршка да даде да застане од Трамп, пошто дефинитивно уникатен. Кажи го, за разлика од тоа се што видов ја Америка, Трамп е дефинитивно уникатен, брат, и не е имало таков председател. После имало Америка имала можда два председатели од модерната доба, Кенеди и Трамп. Оно све друго, другари, се друг тип на масончиња, илуминати или што и да се. И ова е од тајните друштва, ама играе многу подобро од сите други, брат. Значи, кажав ви, треба се да се депортира и што е легално улезено и што е нелегално улезено. Ако ме прашаш мене, јас сите индици би ги депортирал. Еве, бевме на острово пред некој ден со комшиите. Значи, на остров дека скрос има шкоти и германци. Замислете си, школите што имат рейтинг, ја прв пат гледам такво нешто, 9 од 10. Значи, ние тука, кај нашто е 2 од 10. Значи, тука не дај Боже дето да го запишеш на училиште, тоа е најголемата загуба и кој знае што ќе се врне дома. У Белвиј, дека е најскапата, да речеме, заедница на американци, и тамо не е 9 од 10. Почела да удара кафешемата, Гјало сака да ги ставам парите место на кафе. Ова место гледаш, Гјало презима место на крипто на кафе, али заебал се. Значи, другари, на острово, на 20 минути со фериброд, $36 и двата правци. Одеме, значи, шкоти и германци заедница направиле толку културно, пендантно и средено. Али имаше една индијска фамилија која што го држија Subway и замислете си, брат, туристи ли сте, туристи, типо не украде $7. Значи, индиец у Америка не украде $7, брат, и одеш, кажуваш му и се прави ненормален, брат. $7 у Америка не краде у Subway под лиценца земено најпознатиот бренд на сендвичи, индиец има купено лиценцата тамо на тај остров и крадене $7, замислете си што прави на туристите додека се освестат. Чи страшна работа, кога ме праш мене, Трамп не само $100,000 што истави, кажи го за тие визи, нели што доваѓаат работни да плаќат, треба да ги робне 90% данок плюс и треба да ги депортира. Чи ја неам видено до сега нешто културно од индијец у Америка. 12 години. Дали постојат културни индијци? Да, кај нив таму култура е да покажат тие, тебе сакам да имам да видам Александар Македонски додека е стигнал, да ги видиме тие пред 5000 години се стварно биле напредна цивилизација, али ово сега британците што го ставија е баши бузук катастрофа. Катастрофа, мислам, крадат. Јас дека Македонија и кај нас се распаднат системама, брат, у синдичарите, мислам, македонците не ве крадат по $7 на сметка од $42, мислам. Страшно, брат, али како и да е, другари, гледајте, брат.
12%, 9, 6, 7, 1, 2, 7, 7, 7. Значи, другари, гледај. Стар Атлас DAO 13%. Да, вие купивте на 7 и нешто. Кога го направи видеото за 100, не е финански совет да се надевам дека ако падна на 0,05, дека сте купиле за $600. Значи, тоа е мотото на моите видеа. Треба, луѓе, ако имате, да ги смените тие од кафе шема и од цигари. Точно некој пола месец имаше драма. Јас си взимам кафе шемата удара. Значи, можевте да си допуните Стар Атлас DAO. Поздрав еден од геймерите кој што стави 5 бона и веќе $600-700 у плюс. Не на DAO, направи си портфолио од DAO и плюс од, мислам дека од видеото за $100 и од видеото за $1000. Не, да, видеото за $1000. Поздрав до мојот геймер, со мене играе. Другари, нормално, октомври и се оде нагоре, без паника. Ние сме, пак ќе кажам, тука, жолтото. Значи, гледајте што не чека. Чекат не многу интересни работи. Кој не верува да си оде на работа до крај живота. Кажува ви Ethereum, трупајте, сменете нешто. USDC, другари, гледајте да користите место USDT, пошто бракета претараа со принтањето. Мислам 2 милиарди. Хорор. Гледај каква дремка ме фана страшно, тука врне дош и кога врне дош ми се спие. Другари, пак и повторам. Тука сме. Гледајте што не чека. Гледајте што не чека. Брато е цар. Брато ви кажав. Не го пратам новиот коин, токен или што го измислил. И там можете да направите некоја пара, али другари, јас стоам до биткоин 30%, 30% Ethereum, 30% Cardano, да ми кажувал некој тоа да го правев пред 12 години, сега бев милиардер. Истражував и кој ми кажа, дека беше Зикеш литнал, другари, јас Зикеш го сменив на време, на огромен профит, пошто преку глава ми беше ќе ги користат у Америка, нема да користат, ќе го користат, нема да користат. Кој е на профит, не знам, да се кеширате, оправајте се, следете. Да, Астере, тај не го пратам. Джај ми пракете пораки, ако пратам нешто ќе го постирам. Пенгу исто не го пратам, доста е популарно у Америката и многу луѓе чекат на Бонк, на Пенгу и на Dog with a Head, мислам беше. Само не знам тука дека е Dog with a Head. Тие се 3 маме што ги пратат, ја не сум мами сектор. Значи, ово американците ги интересира, кој сака тука да си проучи. Да, и Пепе ги интересира. Што беше друго? Нема Dog with a Head, не го гледам нешто. Или сум слеп, или кафенцето тражи кафенце за да ми се окукорат очите, валјда, ама не пием. Не, или го нема. Тоа е, другари, американците што ги интересира, мене уопшто тоа не ме интересира. Другари, ние замислете си, гледајте. 2024 халвинг, we are here, 3.1, 3,1 биткоин дава награда на майнерите. Гледајте, луѓе, 2028 ќе биде 1,5 ќе се намале, брат. Замислете си, майнерите место 3 Ethereum, брат, што тај Ethereum ли за главата, место 3 биткоин, 1,5 биткоин. Замислете си која борба ќе биде. Другари, не сме ние завршиле, гледајте 2028, 2032, 0,78 реворds ќе добиват. А се појаки машини, се повише милиони милиарди ќе се уложуват у биткоин да се копа. Луѓе, не е биткоин, тоа е тоа. Милиони ќе отиде. Може 2035 ќе биде или 1 милион или 10 милиона. Гледај, до душа 2028 може веќе да стигне да добие потенцијал дека 2030 ќе биде 1 милион. Гледајте 2032 што ќе се намале на 0,78. Другари, нема крај на ово чудо. Ово си го зачувајте, че ја еден принт скрин да направам да го има. Чекај да го сликнам и со телефоно. Се забравам од таа, не е лоша слика да ја имам. Не бе да ме подсетам и вие да си го имате. Ово ќе ми треба и за академијата. Значи, луѓе, не сме луѓе завршиле.
Не сме луѓе завршиле, еве ово ви е доста, само ово ви е доста да го разгледате. 2028 блок реворд еден за... Што значи ово? Значи на секои 4 години се намалуват наградите за тие што копат. А пази, не се намалуват машините, туку се зголемуваат се повеќе и повеќе на светско ниво држави да се уклучуваат значи најмогните држави у светот ќе бидат тие што ќе имат што они лично, тоест лично, како самата држава понапред што е градила нели институции, тоа се биле мокни држави што сами си произведуваат, да речеме, еве сами градат автопати, сами градат фабрики кои што и требат, сами градат значи компании кои што не се ослонуваат на увоз, туку на производство и да продаваат надвор, брат. Што помалку да увезуваат? Разбирате ли? Да увезуваат материјали што ги немаме, ама да ги претворат у чуда и да успеат да ги извезат тројно поскапо. Така се држава граде. И држава со што повише деца, ја ако идам, ако има некоја жена, да најдам 3 до 5 деца да направи, супер, и да кренеме сите со по 3 по 5, само тоа е спасо на Македонија, 3 по 5 деца минимум и на село, животни, сами да произведуваме храна и јас зашал Биткоин академијата, крипто академијата ќе треба по градовите, дома ќе имам и по село ако треба. Ама ќе гледам да кога ќе спечелам да купам на село нешто јако, а у градот да ми е, ја имам апартман у градот, ќе гледам да не е у градот, ќе гледам да е надвор, ама за таа куќа ми требаат некои луди пари. Така да у градот не планирам да купам, сега се врнам, ќе живеам со мајка ми, додека не видам за академијата како е, за гейминг што ќе правам и за да видам колку ќе кеширам од игрите, за да почнам некој проект да речеме на Осогово. На Осогово ми е желба така да имам, оти Осогово ви е стратешка точка за, не дај Боже, ви е отворена и према Бугарија, и према Србија, и према Косово, и према Албанија, таа верига можам многу работи да поминам, ќе бутнев воа, значи може да се направат некои интересни работи таму. И да не кажувам многу, тоа е, другари. Гледајте ово, го разгледајте, гледајте 2136. Блок реворд 0.00. Значи, другари, ово чудо треба да размислите дека не е крај Ј. Ще идем друго што има. Ево го биткоин, тоа е Immortal, братче, што да кажам. Ово тука моменталната ситуација прашава Америка како е, ние белите сме криви, тоест не ја, американците белите. 1 октомври, другари, зелено, многу јако крена и многу јако елитата ви покажува што не очекува. 119, 481 и падна на 118, значи и тука можете да направите пари тие што се фалите дека многу трейдате. Можем да кажем од геополитика Франција претерува и мислам Русија нема никој што го забрава, не знам у кој филм се улезени. Викат демек дроновите се лансирани од тај танкер, што не верувам ако русите лансират дронови на кај Европа. Сигурно нема да знаат одека се лансирани. Стар Атлас очекуваме октомври, ноември, декември за 1 до 2 недели да почне Zink Airdrop. Проверуват го, моментално има изберени луѓе кои ќе тестират тај да нема некои багови. Друго, да, еве работи се на пуцачината. Ово е за бомбите тука се подобрува системот. Значи играта ние играеме, али играта не е довршена. Играта играеме, играта не е довршена и гледате нон-стоп се работат на разни работи, работи се на crosshair animation while scoped, значи на анимација да има добра на кога е зумирано, че братче како се гледа. Ово е скаутот, е многу добар, а во вториот е снайперот. Скаутот ако знаеш да пугаш си многу јак. А во вториот е снайперот, да, снайперот. У главата ја убиваш од прва, у телото 2 пати. Другари, игравме преска, еден од македонците Дакота кој што многу ме нервира брат, како од Штип да е, многу ме нервира кој ќе улезе и пука само мене ме лови и нашите македонците, наместо да се концентрира да пука по другите. Бас преска му солив памет, ама зема исклучи се.
Борис и он избега како да не знам како ветер у штипчу избегува така што се пролита. Дојде избега човек да не ја рече нешто, само се лутат валјда. Холосиум другари, не знам наградите кога ќе бидат, што ме прашавте. Брато, најголемиот мафијаш кој што испокраде милиарди и кој знае дека не викат у затворен, не верувам. Треба да почнат да ги дават парите и више ако не се ги даделе, ама никој не објави. И ќе треба да има уште повеќе, значи 5 милиарди брат, 5 милиарди ќе упаднат само од FTX, ќе се врнат у кеш мислам. И замислете си братче која пара ќе улезе у крипто. Ово ѓубрето брат мислам глуме лудило, ово ѓубре многу луѓе прекратно му те више завршија 15 минути, уште една минута. Значи ово ѓубренце Джек Дорси, жив глумец, цијаш, агент, креатор на демек на еден од собствениците на Твитер, као демек он ја измислил топлата вода, ништо не е измислил. Типо си одработи работата, цензура правеше на Биткоин, Етериум и на посебно на Cardano, и на City Gaming, и на Axie Infinity, и на се, мене ме блокира нон-стоп, јас затоа не го користев на времето од Твитер, толку многу и нели немам толку многу објави пред 200 години. Али брат и сега глуме нешто, он кажува за Биткоин, типично, луѓе треба да знаете, тоа ти е Биткоин, знаете кој го е креирал. И така, другари, ово е више од септември 29-ти, еве инк си зимаме. И тоа е другарчета, чао!